Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва навистина имам посебна чест и задоволство да разговарам со една личност која што е позната на пошироката македонска културна и уметничка јавност. Верувам дека разговоров ќе открие многу нови податоци и за неа, а најбитното што сакам да го кажам уште на самиот почеток. Со ова вечерашна емисија и со овој разговор, ние ја започнуваме втората сезона, новиот овогодишен есенски циклус на емисијата во потрага по вистинскиот збор на Вистинска телевизија, и тоа ми е посебно драго, бидејќи оваа емисија започна да се емитува минатата година во ова време во септември, и еве сега повторно во септември започнува вториот циклус, и тоа не случајно го започнуваме со Лидија Лучко Јеремич, и ќе кажам веднаш и уште еден убав повод имаме. Неодамна вие прославивте 80 годишнина, 80-ти роден ден. Нека ви е среќен, нека ви е вековит, да бидете среќни, весели, радосни и творечки и креативно настроени како што бевте и досега. Тоа најискрено ви го посакувам. Па да ве прашам веднаш, се израдувавте ли на 80-тиот роден ден? Прво да се заблагодарам за телевизијата во која што сме и за вашите прекрасни зборови. Многу ви благодарам. Да, среќна сум. Моите деца ми направија толку едно убаво изненадување. Во еден прекрасен ресторан се собравме ние 8 души. Ние сме 4 сестри. Има символика, 80 години, 8 души. Да, значи, тоа е така намерно направено. И мојата ќерка и зетот и мојот син со снајката. Така да едно богатство од прекрасна вечер. Сега второто што сакав да ве прашам, бидејќи јас лично често се прашував, ама и многумина мои пријатели, исто кога дознаа дека првата емисија во овој нов серијал ќе биде со вас, ми рекоја, прашаја Лидија, во вашето име и презиме, целосно, Лидија Лучко Јеремич. Љубопитни сме да дознаеме нешто повеќе за вашето презиме Лучко. Па ајде вака малку полека таа генеза, малку да ни раскажете за вашиот татко, вашата мајка, вашето потекло, бидејќи многумина знам дека знаат, ама многумина и не знаат од пошироката јавност. Моето презиме Лучко е моје девојачко презиме. Тој е мојот татко, Александар Архипович Лучко. Так. Тој бил русин од Украина, од кралевина Русија. Негова мајка била књегиња Марија Врбицкаја, така да тој бил син на племич. А неговиот татко бил виш службеник во судот во Украина, тоест во Краснодар. На своји 16 години, затоа што само синовите на племичите биле у кадетски школи, кадетската школа од Краснодар доаѓа во Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, што после тоа пораснува во Социјалистичка република Југославија. Тука ги завршува средното образование, 3-та и 4-та година со многу високи оцени, и бил испратен во Бела црква, Хрватска, пошто има и Бела црква во Србија. Да, има и во Србија. Бил во Хрватска испратен да заврши шумарски факултет. Мојот татко тоа не го сакал, затоа што синот на племич може да биде само војак, како што би рекол мој татко.
тоест војник. Он го завршува факултетот за 2 години у Загреб и рекол сега доаѓа моето време. Оди во Београд, се запишува на Високата војна академија и го завршува факултетот. Со тоа што низ Југославија бил испраќан на повеќе места и го испратиле во Прилеп за да ги реши проблемите на служба, да ги реши проблемите со затворените наши партизани од претходната власт, о кој што татко ми комплетно се дал себе си во својата задача и сите тие што требале да бидат ослободени, ги ослободил. Таму ја го запознал мојата мајка, Домника Маџаревиќ. Незиниот татко бил румунец, Пантели Маџари. Кога дошле србите, станал Пантелије Маџаревиќ. А кога се формирала наша Македонија, Панче Маџаровски. Без В. Да. И дедо ми стално велеше, кога мене ќе ме нема, сакам, пошто мојата крштеница е Пантели Маџари, сакам на мојот гроб да пишува името на мојата крштеница, што не се оствари. Неговата мајка, гркинка, Аспасија Бутле, имала 2 брата, што ги викала она Таки Томаки. Таки Димитар, Димитраки, Таки. А Томаки е Томислав Томаки. Двајцата биле архитекти и они ја граделе Анкара, така да биле многу сретни родителите со своите деца. Јас ви благодарам за овој убав вовед и за овој, би рекол, приказ родослов или поточно семејно стебло. Да. И тоа ваше благородничко потекло, всушност, може би најдобро ја оцртува и вашата благородна личност. Лидија Лучко Јеремиќ е, ова за гледачите да го кажам, е една ретка, благородна, хумана, добротворна, благопријатна личност и јас немав дилеми со кого треба да ја започнам ова нова серија на емисијата. Но веднаш сакам да кажам, вас ве знаат како мајката на Дац. Да. Значи, вие во нашата средина сте познати по тоа што сте. Вие сте мајката на актерот Драган Спасов Дац. Да. Инаку, ваш сопруг беше познатиот актер Стево Спасовски. Тачно. Го памтиме, го знаеме по неговите улоги во драмскиот театар, но не само во театарот, туку и во филмовите, односно на филмскиот екран. Да. Па, ајде веднаш да ве прашам. Каков беше Дац како дете? И тогаш глумеше, и тогаш пееше? Или тие негови таленти подоцна дојдеа во ученичките, средношколските денови, па и на факултетот? Затоа што јас од мали нозе му раскажував приказки, му пеев песни, а го внесував во едноставно во животот и секој беше облечен кој еден мал принц, што е по неговата генетика нормално. Секојаш беше во оделце, некојаш чак и машина знаев да му ставам вратоврска. Ретко, меѓутоа, знаев и тоа да го направам. Беше едно прекрасно, послушно дете и за се прашуваше дали смее ова и дали смее она. Затоа што ќе му кажев ова не сме да се пипа, а ваму смее. И он знаеше кај не сме да пипа, таму не пипаше. Имаше своја соба нормално, со сите негови домашни играчки кои што му ги купував и стварно едно прекрасно, послушно
Фантастично дете. Драго ми е да го слушнам ова, бидејќи знаеме дека Дац е темпераментен, Да. активен, убаво глуми, значи добар актер е, но и убаво пее. Да, Заедно со Александар. Александар, навистина, Митевски, навистина направија еден добар дует, познат не само во Македонија, туку и надвор од нашите граници. Но би Да. биле неправедни во оваа емисија, бидејќи би правиме ваш личен портрет, како на автор и личност, да не ја спомнеме, барем со неколку реченици, и вашата ќерка Ивана, бидејќи и вашата прва книга, објавена, Дарагаја, што во превод би значело, нели, драга, односно мила, Да. би е посветена токму на синот Драган и ќерката Ивана. Тачно, Ајде нешто да. и за Ивана да ја спомнеме. Да. Само ова ќе кажам дека прв настап на мојот син Драган Добро, ако? беше на сцена каде што јас настапував, пошто бев манекен фотомодел, тоа го реков, така да мојот син настапуваше као мали манекен Опа. со неполни 3 години. Да, да. А мојата ќерка Ивана Јеремиќ, подоцна ордевска со својот сопруг, по генетиката наша, ја не го завршив, реков, правниот факултет, но затоа мојата ќерка го заврши правниот факултет. Да, обично децата ги остваруваат желбите на родителите. Така да е она доста еден јак правник и со гордост можам да кажам дека е секретар на општина Карпош. Убаво. Да. Браво. Таму е вработена. Сега, Веќе долго години. Додека зборувавте за Дац, ми Да. падна на ум едно прашањце мало. Како го викате вие? Драган, Дац или некое друго име? На Данчо, галено? Данчо. За мене е Да, Данчо, од така. мали нозе до ден Зашто денес. сите, нели, родители и деца си имаат своји Тачно. лични интимни имиња. Да. Значи, добро е, драго ми е што сте вие мајката на Данчо. Да, Данчо, да. Така. Ајде малку сега, Лидија, уште некој збор која ве представувам, а подоцна ќе говориме и за сите ваши книги и за вашето литературно творештво, бидејќи ова емисија пред се е наменета за писателите, за литературните творци, се разбира, од време на време вклучуваме и ликовни уметници и луѓе кои се занимаваат со театар, филм и слично, но главно ова е писателска емисија за писателите и ние ќе говориме за сите овие ваши книги поотделно, но сакам да ве представам и како она што вие всушност цел живот и бевте. Вие сте манекенка, Да. фотомодел, Да. но и професор на модната сцена, односно Да. професорка, Да. но и актерка. Тачно. Така пишува во вашата Да. биографија. Ајде малку повеќе да ми го објасните тој свет на модата. Што значи тоа да се биде, ја знам, да се биде манекен треба да се биде убав и да се има посебен став, односно држење, да се знае да се оди, едноставно да се биде во склад со гардеробата. Да. Но, да се биде и фотомодел, значи да се биде фотогеничен, да се биде професор по модни вештини и модни знаења, исто така е посебна струка и професија. Но ова деталче, актерка, бидејќи синот актер, сопругот е актер, Тачно. ајде малку и тоа да ми го спомнете, вашето актерство. Ајде, вака. Па кога, пошто се селевме, ви кажав, и ние бевме и во Македонија, во Србија, летата ги поминувавме по 3 месеци обавезно. Во Хрватска на Иж, островот. Јас бев избрана од Стопанска комора на Македонија да бидам професор на модна писта, кој што ја го завршив курсот предходно, за да би била тоа што бев. Јасно. И се пријавува околу 100 лица и со двата пола нормално, пошто имаме и машка и женска Ама гардероба. секојаш повеќе девојки се Повеќе пријавуваат. девојки, да. И во првиот круг испаднуваја одмах 50 души, кои што не одговарат,
Треба биде танка, висока, да Да. биде добро граден мушкарец и така. И со нив почнував обуки, прво на равен под, додека се научат да одат, да се завртуват на сцената, како што треба да биде покажана Значи гардеробата. мора да бидат на рамен пот за да знаат да не се сопнат. Така? Тачно, да. И кога ќе поминат тие првите 3 месеци кога сум ги обучавала и го поминале тоа, кои што останале пак испаѓаја голем број од двата пола, и на крај остануваја од прилike 5-6 девојки и 4-5 машки лица. Строга селекција. Да. Па толку може да настапуват на модна ревија. Да. Тогаш одевме на модна писта, затоа што на пистата, која што е повисока од нормалното равно земјиште, треба да се оди и да се покажува гардеробата. Дали е потребно тоа се покажи крагда, например, или дужината, или сукњата, да се заврти. Машките нормално имат својот машки ход, Так. додека девојките имат повеќе... По-грациозен, Да. по-нежен од Да. речеме. И добро, и цело време мора да внимаваат и да не паднат од пистата, бидејќи големата светлина, блесокот, ама не е само тоа, присуството на публиката. Тоа сето како се случува како да е во транс, нели? Кога сте на сцената, не ја гледате целата публика, од Тачно, не се рефлекторите. гледа нормално, да. Но, да. тие сите ве гледаат вас. Тачно, да. Многу специфично. Спомнавте вежби на рамен пот. Тоа ми даде веднаш една асоциација. Животот воопшто не е рамен, односно ние не одиме по рамен пот. Нашиот пот е многу нерамен. Има многу цили, харибди, многу препреки, многу сопки. Некогаш сами си ги правиме проблемите, некогаш, туку секогаш проблемите ни ги прави и средината и другите околу нас. Може би дарвиновски ова звучи, но сакам да кажам дека сличен е патот и во книжевноста. И кога вие одлучивте да се занимавате со литература, со пишување, со книжевност, што беше одлучувачко? Зошто Лидија Лучко Јеремич одлучи да пишува прво и да објавува, да биде поетеса? Дали само да ги искажува своите чувства, своите емоции, или имаше и нешто друго што беше сподвижник во целата таа ситуација и приказна? Љубовта, желбата за беседење, можеби пишувањето е монолог кој што авторот сака да се претвори во диалог. Тоа што вие го мислите да го соопштите на читателите, па да ги слушнете и нив. Да има интеракција во сето тоа, да има комуникација. Но ајде вие сето тоа одговорете го и срочете го. Зошто Лидија Лучко Јеремич се одлучи да пишува и да објавува? Повака прво ќе одговорам на првото прашање, па ќе надоврзам. Да, зашто е с неколку прашања. Да, ќе се надоврзам. Значи, мојата прва улога беше кога имав ја само 8 години неполни. Бев у прво оделение. Так. Бев тогаш у српско училиште учев, каде што беше Снежана и 7 патуљака, или како Снежана и 7 џуџиња. Да. И сега сите извлекувавме на кого ќе му падне улогата, која улога ќе му падне од 7 џуџиња. И нормално дека сите ние женски особи сакавме бидеме Снежана. Меѓутоа, мене ми падна Љутко или Мутко, како го викавме тогаш. Дојдов многу тажна дома. Тато одма беше забринат. Лидочка, што се случило? Нормално на српски јазик. И јас му велам, татице,
Мене ми падна љутко. Шта е тоа? Вика, не ми е јасно, не ми е јасно. Па му објаснив зашто се работи и му кажев, вика, сакав да бидам Снежана. И татко ми рече, сине, па сите девојчиња сака да бидат Снежана. Меѓутоа, пошто на тебе ти паднал љутко, а ти не знаеш да се лутиш, прво, да, ќе го научиш текстот. Кога ќе го научиш текстот, тогаш ќе се гледаш во огледало и ќе рецитираш. Ќе ги намрштиш веѓите и ќе бидеш лута. И тогаш на нас ќе ни ја кажеш својата улога, ние да те слушнеме јас, мама и твоите сестрички. Јас селото тоа го направив и кога настапував пред мојата фамилија, татко ми рече дека не е задоволен. Дека кога ме гледа мене моите очи се ме смеат. Ја треба да бидам лута. Значи, недоволно сте биле лута. Да, и денеска не знам да бидам лута. Едноставно во генетиката нешто носите или не носите. Не ви било пишано, односно не ви е тоа доволно препишано. И тогаш татко ми ме учеше, па ми објаснуваше како да ги соберам веѓите. И онда ја као да нешто изводам, ја сава ги стиснува, ја не знам да ги соберам. Да треба се намртите. И добро, убаво поминав и среќна сум. Што тоа беше мојата прва улога. Меѓутоа, цел живот сум сакала, многу читав. Тоа. И имавме многу богата библиотека во домот на мама и на тата. И се знаеше, у 9 мора да се биде во кревет. Се гасеше светло и ние моравме да спиеме. Меѓутоа, ако ќе видев дека сите спијат, јас тогаш земав батериска лампа, што не би смела да направам, тоа е значи против татиното воспитување. Земав батериска лампа, имаше тоаш батериска. Да, искришу. И под чаршавот или јорганот, зависи кој годишна доба, читав книги. И сум знаела да читам и до 12. Шпиунски. Да. И татко ми која не будеше, пошто мајка ми спиеше подугачко, он не будеше од Сабајле, кој треба да одим у школо, му беше чудно зашто сум ја стално сонлива, дека не сум разбудена се уште. Недоволно наспана. наспана. Сестричките се будни. И зеде да ме прати зашто што се случува со мене. И кога ве открија? И кога ме откри, ми рече, и онака не можеш да излезиш секојаш кога сакаш, кога завршиш, дојдеш од школа, нормално ручаме заедно, завршуваш домашни обврски, тоа ќе читаш. Навечер од 9 у кревет, и спиење. И без батериска лампа. И без, тачно. И после почнам да пишувам. Јас, извинете, само ќе се метнам со една констатација. Многумина многу погрешно мислат дека можат да пишуваат без да читаат, што е многу погрешно. Тоа е исто како еден акумулатор, кој што само ќе се празни, нема да се полни. Тачно, значи, мора да се чита, не за да се имитира, не за да се препишува, туку за да се биде различен, за да се види како другите пишуваат и како вие можете и како треба да пишувате различно од нив. Тачно. Темите и мотивите се исти. Раѓање, живот, смрт се универзални теми. Но секој автор е посебна варијација, посебна приказна на одредена тема. И во таа смисла токму читањето за вас бил изворот и врутокот за пишувањето. Тачно, да. Многу сакав да имам своја книга и пишував, стално пишував. Во школа рецитирав своји песни, беа избрани моите песни, така да беа закачувани на огласната табла во ходниците, што бев ја посебно сретна. Па да, тоа е најголемата радост. Лучко и стои дека е тоа. На зимниот весник кој ќе си увиди своето име, како автор. Нема поголема радост за ученикот од тоа, за детето. Тачно. Сега сакам да
кажам дека вие почнавте тоа сериозно да го правите, професионално во смисла веќе не да пишувате за себе само лично, како што се вели, како споменар, како дневник. Туку пишувате творби кои што ги вкоричувате, кои што ги објавувате како посебни книги. Да. И досега ви имате објавено 8 книги. Да. И 9-тата ви е подготвена за печат. И ако се биде во ред, би требало да излезе или до крајот на оваа година, или во наредната година. И јас се надевам. И сега јас ќе ги прочитам вашите насловите на 8-те книги, Да. ама после тоа ќе ми кажете и како ќе се вика 9-тата, значи како Да, сте ја да. крстиле. Вашите книги досега објавени се Дарагаја, Да. објавена во 2013 година. Да. Потоа Нистанцот на љубовта, Да. објавена е во 2024 Не 14. година. Лука на срцето, 2015 година. Да. Чудотворен колаж, 2015 година, Да. истата таа година, значи двете книги. Лука на срцето и Чудотворен колаж. Да. Александровна, објавена во 2017 година. Джебна книга, 2018 година. Зеницата на срцето, 2018 година. И Дали епопеја за болката, 2016 година. Ве прашав пред малку, како ќе се вика 9-тата сега необјавена книга, а наскоро би требало да биде објавена. Да. Има ли наслов? Да, има наслов. Како Ќе ќе се се вика вика? Дневник. Едноставно. Затоа што е посветена на мојот покоен сопруг, Едноставно. за кој што сум пишувала датуми, наши моменти, едноставно нашиот живот. Имавме прекрасен брак и многу љубов владееше во домот. И затоа јас му ја посветувам на мојот покоен сопруг Душа, професор, доктор по економски науки, Душан Јеремич, кој што одавно не е веќе со нас. Так. Вака сега, Лидија, јас бидејќи ова емисија е секојаш жива, спонтана, ќе почнам сега со вашите книги, ред по ред, една по една. Тие убаво се тука наредени, како една мала изложба, еден излог. Вашата прва објавена книга е Дарагаја. Да. Сте сакали со насловот да го потенцирате потеклото. Тачно, да. Но, сакам да издвојам веднаш за ова ваша поетска книга. Рецензент е професор доктор Венко Андоновски. Да. А тој во предговорот вели, кратко е, затоа и ќе го прочитам. Лидија Јеремич напишала конвулзивна, трепердлива и сеизмографски прецизна книга за срцето на љубовта. Со тоа, таа се јавува како препознатлив поетски глас во оркестарот на современата македонска лирика. Јас директно ќе ве прашам. Ова емисија е уживо, ние не сме договори, не сме подготвени со прашања и одговори. Значи, ова не е квиз со познати одговори. Ова е квиз со непознати одговори. Венко вели со препознатлив поетски глас. Може ли авторката Лидија Лучко Еремич пред пошироката македонска јавност сега да ни каже, според вас, кој е тој ваш препознатлив поетски глас? Пошто вие се разликувате од другите? Или може би сте слични, ама сепак поразлични, специфични, оригинални? Нема да го сватиме тоа како пофалба. Чисто, која е ваша одлика, која е ваша карактеристика што вие сметате дека е најбитна и затоа професорот Андоновски вака запишал? А јас му верувам на Венко. Повака, професорот е една прекрасна личност, кој што беше задоволен од моето дело и рече дека тука е компонирано се. Моето домашно воспитување, Така. љубовта кон пишаниот збор, каде што секаде сум присутна на сцената и во моето училиште и сум се осудила да ја напишам книгата. Едноставно, професорот беше многу задоволен од текстот и рече дека стварно е
заслужува пофалба. Многу му благодарам. И дипломатски не ми одговоривте, односно не се пофаливте, ама јас знам, тоа е меѓу другото искреноста, доживеаноста и љубовта. Има во вашата Љубовта поезија на прво место, многу да. љубов и многу емоции, многу страст, многу, пак ќе кажем уште еднаш, многу искреност и многу доживеаност. Не се тоа само празни зборови, не е тоа некоја формална реторика. Добро, да одиме кон... Секој стих од мене што излегол од мојата душа и љубов. Така, веќе дипломатскиот одговор го заменивме со подиректен одговор. Втората ваша книга е Низ танцот на љубовта. Би сакал и за оваа книга нешто да слушнам од авторот, веќе тоа е прилика, всушност затоа и оваа емисија, за нешто да ни кажат авторите, не само книгите. И книгите говорат, веќе во книгите има нели предговори, поговори, рецензии. Рецензент на оваа книга и текст има тука, вие Тамара Арсовска, за жал почината, покојна, но вториот рецензент вие и Горан Анчевски. Лидија Лучко Еремич, што би кажала во одбрана на поезијата објавена во оваа книга Низ танцот на љубовта? Еле пред малку спомнавме љубовта. Пак ја спомнам љубовта. Љубовта преовладува, затоа и го носи тој име Низ танцот на љубовта. Така. Прекрасната господја, нажалост, што не повеќе со нас, Тамара Арсовска. Сопруга на Томе Арсовски. На Томе Арсовски. Една пријатна личност, И обожавам. вредна личност. Прекрасна личност, прекрасна. Еве, убаво што ја спомнавме, што се подсетивме на Тамара и на Томе. Можам да кажам дека сум посебно задоволна и ден денеска што ме прими во својот дом, каде што бев да ја посетам, да ја видам и дозволи нормално. Тоаш беа фиксни телефони, па со фиксни Наспроти телефони. Друштвото на писателите, над студентски збори Вранглер. Тука беше станот на Тамара и Томе. Да. И за моје посебно задоволство беше дојдена и кај мене, беше одушевена од уметничките дела што ги имам на моите зидови. Во тие 100 квадрата, 110 квадрата што го имам станот заедно со терасата, чак и на терасата имам уметнички дела. Станот е преполн со уметнички дела. Опа, како галерија. Да, баш една мини галерија е мојот стан. Да. Сега, втор рецензент, само го спомнавме, е Горан Анчевски. Да. Горан Анчевски е исто една позитивна, вредна личност. Да, позитивна личност. Кој што е присутен на манифестациите, и самиот е автор, пишува, поете. Јас се радувам на неговиот труд и на неговите резултати, а посебно на неговата позитивна енергија. Да. Горан ја има таа позитивна енергија. Да. И сега, доаѓаме до третата ваша книга, Чудотворен колаж. И на самата корица има еден колаж. Да, од мои фотографии. Од ваши фотографии. А манекенка, ако нема фотографии, што ќе има? Тачно, да. Ајде малку и за ова ваша книга. Тука има повеќе циклуси во оваа книга. Јас можам малку и вака да прелистам. Првиот циклус е Моите ликови. Да. Потоа вашиот следен циклус, пред малку кога ја листа, веднаш ми излезе, Разнопојство. Да. Се вика. И книгата, како и сите книги, завршува со вашата биографија. Да. Сега, што би кажале како додаток, како плюс кон ова издание Чудотворен колаж? Тука не е присатна само љубовта, што е повеќе присатна во двете претходни книги. Овдека е присатен и животот, и семејството, така да од се помалце, низ мојот изоден пат. Ја сакам ова книга. И сега доаѓаме до четвртата ваша книга, Дали епопеја за болката. Веднаш да кажам дека таа е со многу необичен
Да. формат. Мене многу ми се допаѓа овој формат, веднаш да го кажам лично, како впечаток. Еве тука најдовме и некое ливченце, ама не е страшно. Не, може да се прочита, може. Може да се прочита. Пишува дека издавањето на оваа книга е поддржано од Министерството за култура на Република Македонија. Да. Значи, ова ливче не случајно тука се нашло. Тачно. И дека оваа книга е објавена на 8 јазици. Да. Добро што падна ливче, инаку немаше да го прочитам и да го кажам во емисијата. На македонски, на англиски, на српски, турски, влашки, руски, грчки и албански. Да. Јас ви честитам. Значи, еве уште еден доказ дека ништо не е случајно по ова ливче. Тука не се нашло случајно и не падна случајно. Значи, ова издание, оваа книга е објавена на 8 јазика. Да. Имам Во неја се 8-те јазика. во самата Во книга. самата книга. Да. И би сакала, затоа што стварно ми е посебно драга, да го прочитам делот на македонски јазик. Тоа одговара Може, на... Лидија, иако во оваа емисија ретко им давам на писателите да читаат своји творби, го правам исклучоци. Повелете. Да, благодарам. Седумдесет години од атомските бомби над Јапонија. Хирошима, 6.8.45 година, Нагасаки. Нагасаки. 9.8.45 година, во 11 часот и 2 минути. Дали епопеја за болката? Кој разум ти одзаде човечки роде? Homo homini lupus est? Зарем човек на човека волк е? Животинскиот свет, заситен од потреба за храна, не потега за туѓ живот. Вечните записи сплотени во различностите на културите, народите, зарем желба, заграбливост дишат, мирис на смрт, раѓање на печурката над Јапонија, рушевини, прашина, заминување на градовите, каде? Парчиња на човечко месо, трупови, ништо не е во видокругот како вчера. За прв пат во историјата на човештвото употребена е атомска бомба. Како експеримент во војна, председателот Труман ја потпишал одлуката. Американските бомбардери ги спуштјани да бијат Јапонија бомбите, зарем заморчиње невиниот свет. Окинава, остров на смртта, 12.000 војници, нечи чеда. Со вкоченет поглед кон небото, 60% уништени градови. Хирошима 6.8.45. Каде ли замина? Мицубиши од бомбата преживеа, радијацијата го стигна. Да не читам подувачка е. Јас ви благодарам што ова го прочитавте, бидејќи и гледачите може да се уверат во вашата театарска умешност и уметност, би рекол и дарба и дикција, и не случајно сте мајка на даци, сопруга на Стево Спасовски. Очигледно, јас лично знам, бидејќи почесто сум ве слушал и гледал на настапите, но еве и гледачите се уверија дека добро да интерпретирате поезијата, посебно вашата поезија. И сега одиме кај петтата ваша книга, Лука на срцето. Тоа е уште
едно издание, поетско издание, за кое што исто така предговор напишала Тамара Да, прекрасната Тамара. Арсовска, и би сакали за ова книга да ни кажете некој збор, бидејќи сигурно има нешто посебно, поразлично од другите книги, и не случајно во насловот е токму срцето. Да, а во да, поезијата што е друго освен срцето и душата? Тачно, да. Па тука е препеана љубовта, срцето е дадено на тацна, што би рекла јас, на послужавник. На послужавник, така. Да, да. И затоа е тој наслов сум го одабрала. И сега малку да побрзаме, бидејќи имаме уште неколку книги, а времето брзо лета. Повторно еден наслов на книга Александровна. Мене ме подсетува, ми асоцира дека повторно сте сакале со овој наслов да се доближите до, како и во првата книга Дарагаја, татко, да се доближите до вашето потекло, односно до вашиот татко Александар. Тачно, Значи, тачно. оваа книга е буквално Александровна. Тачно, Александровна подарена љубовта на мојот татко. Така. И доаѓаме до вашата џебна книга, една симпатична по формат малечка книгичка, во која што има ваши пократки песни, стихови, мисли, размисли. Да, да. Едно издание кое што во вистинска смисла на зборот е џебно. Да, затоа и сакав да биде присатно, да може секој да го стави Секој во својот да джеб. си го стави во џеб. Да, да. Па дали бил во автобус, дали некаде на клупа во парк или на некое друго место, да ја има Лидија и незината книшка. Тачно, да, да. И доаѓаме до вашата 8 Да. книга, пред да излезе вашата 9-та книга Дневник, значи Зеницата на срцето. Повторно срцето е во насловот. Сега за ова книга, знам дека повторно нешто ќе ми кажете, ќе ни кажете, поразлично во однос на другите книги. Што е за ова 8 ваша, во случајов најнова книга, покарактеристично, побитно, Лидија? Па ове 2018 година е штампана. Така, печатена. Повторно љубовта Така. се преточува, се подарува, се зема и се бара. И сега, Љубов. да. Значи, љубовта е спиритус мовенс, таа движечка сила, движечка енергија, но вие сте застапени во поголем број заеднички книги, романаси, зборници, кои што се објавени кај нас, но и надвор од нашите граници. Добитничка сте на исто така на голем број награди и номинации. И јас на вистина ви посакувам да продолжите, не само да ја ширите оваа позитивна енергија, со која што сте родени и добро ја поседувате и ја владеете, туку и да продолжите да пишувате и да објавувате, а ние во нашава емисија имаме една постановена практика. На крајот од емисијата, секој автор, па и вас, ве замолуваме да со еден од овие наши фломастери одберете боја, дали црвената, обично жените одбираат црвената како кармин или како љубов. Овде да го напишете вашето име и презиме, значи Лидија Лучко Јаремиќ во горниот дел, можете слободни со покрупни букви. Во долниот дел ќе го напишете денешниот датум, 16.9.2024 година. Овде кај моја? Да, тука. Бидејќи овие хартии што вие ги пополнувате, односно каде што ги впишувате овие податоци, ќе бидат дел од изложба на сите учесници во емисијата во потреба по вистински збор на вистинска телевизија, а овдека една ваша мисла, една порака, нешто што по ваш избор ќе го запишете и ќе се подпишете и ќе остане како
како аманет, како едно гесло ваше лично. Во соновите, јас ова го читам Да. за гледачите, Те барам. во соновите те барам. Тоа е како стих, првиот стих. Да. Најавата, односно најавето, добро, Најавата те чувствувам. те чувствува. Живеам. За тебе. Веднаш да кажам за гледачите дека секаде тоа е со голема буква. Обавезно. Со почит. Да. Добро. Живеам за тебе. Живот е Мој. мој. Таман мислев дека тоа Т е за личност, а всушност тоа Т е за животот. Посебно И за личност, и за личност, ама и за животот. својот живот. Да. За се она што го поштувам, Така, така. дали е на вие Да. или е на ти, Да. обавезно се става голема буква. Така, апсолутно. Сега, да се подпишете тука. Да. Како сакате, не цело, скратено. него Да, потпис. подпис. Л. Јеремиќ. Да, Лидија Лучко Јеремиќ. Лидија Лучко Јеремиќ. Да. Ви благодарам и сакам со рака да ве поздравам, да ви честитам на Многу ви се благодарам. досега што имате направено, да продолжите како и досега и во иднина и да се гледаме само на убави поводи. По убави поводи да се среќаваме. И јас би сакала, посебно сум ви благодарна. Ви благодарам.